Македонскиот гений, музичарот, композитор и диригент ја продолжува својата приказна. Тргна од средното музичко, од се хорна, дел е 20 на години од Македонската филхармонија. Последниве години одлично му оди со создавање аранжмани на електронска музика, на музиката на светските диџеи, Дерик Меј, Джеф Милс и Хуан Аткинс. Медиумите ке речат, кога Джиан оркестрира и диригира, резултатот е еуфорија. Последните аплаузи беа по одличниот концерт посветен на Дејвид Боуи, каде 15.000 публика уживаше и пееше заедно со сите на сцена. Отворено и искрено. Неформално со Джиан Емин. Джиан, колку пријатели имате? Сега се зголеми нивниот број? Многу, малку? Па, не знам, се надевам дека имам многу пријатели. Да. Имам добра комуникација со сите луѓе, кои што ги знам. Генерално, мислам дека со сите луѓе имам добра комуникација. Со сите тие што ги знам, можам да си седам, да си пијам ракија, да си правиме муавет. За разни работи, така да се чувствувам доста комотно. Со разни луѓе, така да мислам дека имам многу пријатели. Многу, тоа е добро, веројатно, така. Не е нормално, да. Пријателите се веројатно тука и за сите успеси, но и некогаш кога ти е потребно, така, кога ти е тешко. Тоа е тоа. Да. Не знам кој има речено, вели не треба ништо многу, треба да постакуваме, нели целта наша да е далеку, но никогаш не треба многу да очекуваме за возврат од нив. Каков сте вие во однос на своите пријатели? Нели тоа направи за тебе, па сега ти за мене мораш. Да, и јас кога мене ќе ми треба. се трудам баш што го кажа ти. Значи нешто кога ќе дадеш, не треба да очекуваш тоа да ти се врати назад. И на некој начин така и функционирам. И татко ми го карам дека така треба и јас. И мислам дека така функционирам и јас. Значи баш тоа. Ако имам, ќе дадам. Не очекувам ништо за возврат, ако добијам, ќе бидам пресреќен. Да, супер. Создадовте свое кралство во Сопишта. Да, кралство е, нели? Баш имате и крал, не, за да до кралот да стигнем. Заради крал. Да. И имате свој крал од Сопишта. Да. Заслужена титула. Синко, да. Овие денови, значи, многу е јак. Да. Зошто токму кралот од Сопишта беше за Јан напишана? Беше создавана за него или како? Па не, беше создавана по нарачка од Мелбурнскиот симфониски оркестар за концертот на за завршетокот на дуплиот концерт со Дерик и со Джеф Милс. И баш дома ја свирев на клавир темата главна и синко ептен му се свиѓаше и цело време ја пееше, скокаше, рипаше. И така некако во тој период почна да ни заповеда по низ куќа и тој период само трае и се зголемува. Мислам неговата надмоќ. На сите дома. Шал. И така, и некако си се носи со улогата и мислам дека дури си ја прифати. Дека е кралот Сопишта. Се надевам нема да имам проблем. Би сакале некој од нив или синот или керката да имате некој свој наследник во однос на музика, во однос на да продолжат да надминат. Како што реков во првиот дел. Би ми било убаво да се среќни и да им биде убаво, без разлика со што ќе се занимаваат. Од моето искуство со занимавање со музика конкретно, имам убаво искуство. И не знам, ако би било добро, мислам дека музиката е чиста работа. Тешко некој може да се повреди. Можеш само да направиш некој човек среќен или можеш нормално да го растажиш без разлика. Мислам дека е убава работа. А гледате нешто, тој сака нешто со Синко е многу талентиран. Синко, да? Не дека е мој, како Не, дека е мој. Стварно талентиран, дека безобразно. Добро. Што значи тоа талентиран многу? Што прави се на свој 5,5 години? Од прво онака слуша песни и ги знае, и ги учи, импровизира. Се групираме у наводници по куќа и импровизираме заедно на различни теми и многу добро се носи. Има ритам подобар од мене. Значи добар е за инспирација, нели после кралот од Сопишта ќе има. Мене со него ми е супер дружба. Што друго се прави освен што се нели краде нешто, импровизира музика и што друго се прави? Синко сакаше гитара да му купам. Добро. Електрична. Електрична? Електрична мангупска. Зашто он сака мангупска музика. Не сака таа некоја што лигавење што е музика, не сака ваква, не онаква, мангупска музика. Слуша Ник Кейв.
Дейвид Боуи се Да. актуелно. Ама и пред тоа си го слушаш. Да. Дека Ана во кола има Дейвид Боуи CD и тоа Тоа е е тоа. заглавено. Или го бендиса нормално. Да, и си ги знае песните, си ги пее. И кога сме кај Девид Боуи, тогаш да го споменеме она што беше последно и како велат, тоа, токму заради тоа прочита во медиумите велат македонскиот гени. Убаво е да напишат нешто такво, видите многу публика, имаше многу народ. Терминот гений, мислам, не ми е јасен. Не ви се допаѓа? Не ми е јасен. А не ви е, добро. Демек има многу квалитетни гени. Па се станал гени, па нешто не знам. Мислам дека тоа повеќе Дека сте добар во тоа што го правите. Па не знам, се надевам, ако така викаат повеќето, да, ја се трудам да го направам, мислам да ги спојам работите. Колку време беше создавањето на тоа? Ова беше доста жустри период имав изминативе 3 месеци, бидејќи во исто време го спремав и проектот со Хуан Аткинс, кој што беше премиера светска во Белград. 9 дена пред концертот во Скопје и беше доста активно. Немам станато од компјутер 3-4 месеци, така отприлика. Добро, и што ви Вилијана дома? Ја се гледате ви или? Загадам сте во студио, тоа е студио или негде по дома тука? Јас по дома си работев. Меѓутоа за овој периодот 3-4 месеци. Овој период морав да земам опрема да се преселам и се преселив кај моите. Доста се вратив дома. Без дозвола, не баравте дозвола да се договорим. Јас си живеам во Сопошта секако. Да. Таму ми беше работниот простор. Некако ми беше фино, бидејќи ја знам енергијата. Си ги знам собите, си ја знам куќата. Ама ми беше во исто време и многу тешко, зашто Ана дома беше сама со децата, а Лина, таза само што беше родена, мислам, 1 месец бебенца. И на помош ускокна нормално семејството. Да. А колку сте вие на помош кога сте дома, немате такви големи обврски како не знам? Не знам, тоа Ана треба. Добро, што е обврска освен импровизација со синко по дома? Па добро, има милион работи што треба да се направат. Да се искоси треба надвор да се. Да се искоси треба, да. Тоа дедото во последно време е птен. Да се направи ручак? Ручак, тоа Ана е по тие работи, не знам. Добро, миете садови? Па понекогаш. Добро, имаме машина. Да ставиш у машина, мијам. Измив садови. Па некогаш мијам. Мислам, знам да измишам маса. Аха. Ева многу работи знаете. Ана кога беше во болница, кога се породи со Јан, јас тогаш прв пат во живот перефалиш што машина за перење. Сам, значи ги ставив и стиснав дугме да се исперат. Ама ја не ставивте на сред породување, а на каде е, шо како? Прашам што треба да стиснам по степени. Супер. Не, учам. Да. Се надевам ќе дојде време кога ќе можам да се посветам баш на домакинските работи, готвење. Да. Средување двор, цвеќиња. Се што сакате? Се што сакам повеќе. Put on your red shoes and dance the blues to the song playing on the radio. While color lights your face, sway through a crowd on an empty space. Сте рекле, сето ова ми изгледа како некој брз курс од кој морам да научам многу за следниот проект да биде уште подобар. Не вистина, на убрзан курс. Па птен некако се забрза и уште повеќе се забрзува. Да. И што учите од секој проект, нели тоа? Што значи самото застанување на сцена или процесот цел поминување? Целиот процесот. Од моментот кога ќе дојде идејата дека треба нешто да се направи, значи како да кажам, значи оно што го работев со Дерик Мејко ми беа потребни 6 месеци. Сега значи за 3 месеци изработив два проекти. 11 композиции за тоа, така или? Ја ги рачунам во минути од музика. Во минути? Колку минути се? Па, како му доаѓа, саат и 40 нова музика со Джеф Милс и саат и 20 и кусур минути со Дейвид Боуи. А со Хуан Аткинс саат и 40. Па се заедно околу 3 сати музика за симфониски оркестар, мислам стварно да се искомпонира, и на Дейвид Боуи е окей. Музиката е јасна и тоа беше полесно за мене да го изработам. Ово друго беше покомплицирано зашто мислам треба од нула да се почне, а беше кратко време.
Тоа е тоа. Како беше во Белград? Добро беше. Да? Добро беше? Добро, многу добро. Оркестарот беше фантастичен. Тоа беше проект оркестар кој што е создаден од музичари од Белградска филхармонија и музичари од Радио-симфонискиот оркестар на РТС. И бидејќи јас имав свирано во Белградска филхармонија неколку пати, мислам, не неколку пати, скоро 2 години одев на исполнош тоа што се вика како прв хорнист. А исто така и неколку пати свирав со Радио Симфонискиот РТС. Ги знаевте веќе. Да, веќе мислам се знам со музичарите, меѓутоа не ме знаеа они во вакво светло дека компонирам музика, дека сум диригент. И што ви рекол? Многу им се допадна. Да. Имав многу добар фидбек од музичарите. А што рече Аткинс пред да биде, нели како го објасни понас со Дерик Меј, што рече Хуан Аткинс, кога го слушна се тоа на што сте го создала. А вели беше воодушевен од автентичниот микс на електронска и класична музика, симфониска музика, интересна мешавина на разновидни ритми и мелодии во кои се мешаше и фолклорот од ова поднебје. Значи, си има. Да, има се, да, има се. Бидејќи нели во Топанско поле кај што ги работев оркестрациите, ги отворам прозори од Топана. Од Топана се слушаат еден куп работи кои што си ги знам од порано и тоа беше неминовно да влезе еден дел од тоа и во музиката, мислам, тој ритам и такви некои хармонски скали кои што баш примислам носат автентичност од овој регион воопшто. Хуан, но беше пресреќен, што да кажам, мислам. Пак е можда нескромно да кажам, ама немаше ни една замерка. Што би рекле црногорците, ние имало примиер. Сам 10 пати го прашав, кажи што треба да смени. Кажи што треба да се смени. Супер е се, супер е се. Ако се потсетиме на она што се случуваше во Мелбурн, што за вас беше најубаво од сето тоа? Застанувањето на сцена, аплаузот, овациите. Да, Мелбурн. Кога тројцата бевте таму. Мелбурн беше специјален концерт. Специјален, бидејќи прв пат имав прилика да го диригирам, да ја диригирам програмата на Джеф Милс. Тоа беше прв дел на концертот, па имаше пауза, па втор дел Дерик Меј и некако за тој цел свет на електронска музика имаше некако големо значење и за мене нормално, бидејќи јас сум во центарот на случувањето, нели, диригент, координатор. И бев, мислам, како да кажам, се осеќав многу добро. Почестен што имам прилика прво да работам со таков оркестар кој што е од светски ранг стварно. Да. Австралија е прекрасна земја, бар тоа што видов. Мелбурн е многу квалитетен живот имаат луѓето. Нека нивото на стрес, мислам, стрес како и да не постои. Немаше тензија, да. На улица немаше никаква тензија. Убави спомени. Публиката, мислам, после трета, четврта песна почнаа да урлаат и тоа беше 13-14 илјади луѓе, кои ќе викнат. Ве вика си уште преведувачот, некој преведувачот од Македонија? Да, има уште некој знае да ми пише на Facebook, да. Да. Кој ве нарече тоа всушност? Медиумите или? Медиумите, да. Тоа беше уште првата објава по концертот, за моја голема среќа. Беше Conductor Still Standard from Jeff Mills and Derek May. И тоа беше за мене, мислам, најдобра пофалба и за целиот труд кој што го имам вложено и во проектот со Дерик Меј, и нормално и во проектот на Джеф Милс. Начинот на кој што се тоа се изведе. На некој начин медиумите кажале браво за детето. Но тука во сето тоа, нели, зборувам за Дерик Меј и Милс, имаше и визуелни ефекти, имаше, нели, светла и така натаму и се. Дали така беше, не знам, чувството не е исто, не беше таму и Милс, но во Охрид да речеме. Какви се нашите можности? Нели секогаш ние одиме од тоа, па ние немаме можности, па нашата македонска филхармонија и не знам, не е од светски ранг филхармонија и така натаму. Да, разбираме. Секако дека беше потешко се тука да се направи. Да се среди, да изгледа скоцкано. Не се прави секој ден такво нешто и нормално не се собира толку многу опрема техничка од секој ден на едно место да има толку многу LCD скринови, толку многу разглас, толку многу микрофони, толку инпути, толку барања од диригентот да има. А имате барања? Па нормално секако. Да, добро. Секако, поготово за Дерик Меј проектот имав направено листа на што се ми треба. Не само технички аспект, него уметнички аспект, се што треба да направи
од мајсторот за да изгледа се супер. она што го имам замислено да излезе напред во звучници како што е замислено. Бидејќи ние немаме акустичен концерт, имаме електроакустичен концерт, кога да се уклучи микрофон на виолина, не е таа истата виолина што ја слушаме акустична. Така да тоа бара друг пристап на процесирање и на друг пристап на третирање во самиот микс. И после Мелбурн или не знам после Белград сега со Аткински имате нешто ново, нешто следно се крчка? Па некако ова сега што го работевме многу ми е се уште. Би треба Аткинси Боуви би треба малку, да. Денаш ми треба малку време да спадна страстите. Да, за Боуви има многу луѓе ми пишуваат во инбокс да се повтори уште еднаш, да се повтори уште еднаш. И ќе ве прашав и тоа, дали би било добро кога би? Не, би било супер како е. Би било ефтен добро, се тоа зависи. А не знам, Охридско лето е сега, можеме таму. Зависи од филхармонија и зависи од МКЦ, мислам, зависи од Маја и од Златко. Да. Вие сте секако е дека проектот е скап, мислам, од технички аспект, а од друга страна и не е долу скап, бидејќи ваков тип на проект има потребен на луѓето, што ќе може да отидат и да се откачат баш како на вистински концерт. Само тоа луѓето што ми кажаа дека било светски. Да, Девид Боуви е жив, така велат. Така велат така јас кажам. Да, и вие рековте. Да, супер. Беше навистина супер дешава. Колку рековте од прилика колку имаше луѓе народ? Многу. Многу, не знам, 15.000. Имаше? Јас мислам сигурно. Да. Не знам дали повеќе, ама тој простор, од тој искуство што го имам ја од сцена кога гледам, беше многу. И какво е чувството да се застане на сцена и така толку многу таму некој аплауз? Добро е. Супер. Добро е, само толку. Добро е, почнеш да свириш, оркестарот свири, сите се насмејани, Ади, Мери пее, супер, значи нема трема, мислам немаше на сцена никој трема. Тоа го правиме со години. И е добро чувството и музичарите се опуштија, се откачија, Јачек, Бејков, Мартин Вучич, Блажу. Ма како ги покажувате сите со? Имаше многу добра енергија и тоа ми е мене најдраго и најбитно од се. Значи на сцена ако нема добра енергија, нека почнува да се губи фокусот и тоа се префрла на публиката. Како и да звучиме, значи да звучи перфектно, чисто и јасно, ако нема енергија, нема поинта тоа се прави. Ако никогаш споменавте немаше некаков, не знам, сон да се стигне некаде далеко, а сега каков е сонот? Кога се тргнува така некако патот или правецот си покажува дека далеко ќе се стигне или се стигнува? Не знам тоа. Сега ве фаќа паника? Не. Добро, а има некој сон, мака биде тоа, таму? Добро е човек, мислам, добро е да имаме прилика во иднина да може да имаме повеќе прилики да го правиме, што го правиме, за да може да достигнеме други нивоа и авторитети, за да може да правиме уште посериозни работи. Така да е процес, нормално, јас имам желби, имам идеи, имам соништа музички, што би сакал да ги реализирам еден ден и мислам дека ќе ги реализирам. Ке го споменам и просторот нов, Македонска филхармонија ќе влезе во нов простор. Така, тоа е веројатно исто така нешто што зашто сте сонувале сите вие што сте. Секако. Мислам дека тоа години наназад, нели, во едни неуслови, да речем. Ќе го дигне нивото на филхармонија. Освен симфониски оркестрации на сето она што се создава како електронска музика и така натаму соработки класична, ќе бидете тука и за неа? Па како не, секако. Јас целото искуство што го имам, најголемиот дел од искуството музичко што го имаме од класичната музика, бидејќи сум имал прилика да свирам музика на дел од најдобрите композитори во историјата на музиката, почнувајќи од Бах, па до сите модерни композитори на 20-ти, а веќе и на 21 век. Така да тоа е огромно искуство и огромна школа и среќен сум што сум можел да бидам тука во центарот на случувањето, бидејќи кога си музичар и кога свириш во одреден ансамбл, се доживува на сосем друг начин музиката. И твојот ангажман и твојот фокус е потполно различен од оној кога си диригент. И не можам да кажам дека едното е поубаво, другото е полошо. Напротив, и двете се многу силни состави. И за крај, како е да се биде во кожата на Џејан Емин? Убаво? Убаво се чувствувате? Мене ми е фино. Мене ми е супер. Да? Мене ми е фино. Ја и тоа сакам да кажам преска дека не сум имал
не сум имал некакви идоли Аха. во животот. Има одредени Луѓе кои што ги луѓе, почитувате, музичари, веројатно, да, што ги сакам и што ги слушам, што ми е милек. Меѓутоа не сум имал некакви идоли па да си зацртувам дека вака треба да биде, вака треба да изгледам, вака треба да правам, вака треба да пеам, вака треба да свирам. Така да мислам некако, не знам, добро ми е. Каков сум, таков сум.